На коригираните ниски цени за активностите од јавен интерес и доцнењето на годишната наредба за здравствена заштита на животните, во прашање го доведува обстанокот на ветеринарните друштва во Македонија. Бараме, веднаш зголемување на цените за активностите превентивни, што ги нарачува државата, од 30% за сите активности. И са последна информација имаме дека директорот барем изјави дека до 20 септември треба да се разгледа и да се потпише. Ние бараме веднаш тоа да се стори со оглед на тоа што целиот тој процес трае веќе неколку месеци. Бараме да за наредена мерка вакцинација против ентеротоксемија кај овците државата преземе обврски да партиципира со 50% од цената на чинење на самата вакцинација. Што ако и овој пат не го добијат очекуваното? Во тој случај, велат од ветеринарната комора, сточарите, стоката и граѓаните ќе се насочат со големи последици поради неможноста ветеринарите да укажат помош, но и превентивно да го сочуваат здравието на стоката и живината. Ние уште во месец март над 100 и нешто ветеринарни друштва пиша изјава со која декларираат спремност да прекинат со работа. Практично ние со цел да дадеме можност на преговарачкиот процес да стигнеме до решение, тој штрајк го ставивме во мирување. Практично, ако ние не постигнеме согласност, практично ветеринарните друштва ќе побараат активирање на штрајкот, односно суспендирање на сите активности кои што се. Во моментов финансиската состојба на ветеринарните друштва е катастрофална. Ова лесно може да предизвика несогледливи последици врз сточарството, предупредуваат од комората.